Втор централен дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Штип и бугарската општина Стражица потпишаа меморандум за соработка. Се очекува поинтензивна соработка. Скопје, Штип, Газибаба и Богданци – најдобри инвестициски дестинации во југоисточна Европа. Денес во Подгорица им беа доделени сертификатите за бизнис пријателски општини. Локалитетот Езерце во Пехчево добива нов лик. Во тек е реализација на втората фаза од проектот кој има вредност од над 3 милиони денари. Помина една година од кобниот 9 мај и антитерористичката акција на македонската полиција, во која осумина македонски херои го положија својот живот во одбрана на својата татковина. Акцијата започна во 4 часот и 30 минути во саботата на 9 мај и траеше речиси непрекинато 28 часа, се до 10 часот во неделата на 10 мај. Според информација од истрагата, акцијата била добро осмислена. Започнала во Кумановско диво населје со закуп на 4 куќи. За настаните во Куманово за тероризам се обвинети 29 лица. Продолжуваме со регионални настани. Општина Штип се запиша во мапата како најдобра инвестициска дестинација во југоисточна Европа од Македонија. Денес во Подгорица на локалните самоуправи на град Скопје, општина Штип, Газибаба и Богданци им беа доделени сертификатите за поволно деловно опкружување на 4-тиот регионален конгрес за бизнис пријателско опкружување во југоисточна Европа, која во организација на Министерството за финансии на Црна и Националната алијанса за локален економски развој со поддршка на ГИС, отворениот фонд за модернизација на општинските услуги. Добивањето на бизнис пријателскиот сертификат значи дека општините на побрз и поедноставен начин им излегуваат во пресрет на потенцијалните инвеститори околу средувањето на комплетната документација за отпочнување на бизнис. А денес исто така Штип и бугарската општина Стражица потпишаа меморандум за соработка. Очекувањата се двете општини заеднички да соработуваат во делот на искористување на средствата од ЕУ фондовите преку програмата за меѓугранична соработка. Штип и бугарската општина Стражица потпишаа меморандум за соработка меѓу двете општини. Имено, делегација од бугарската општина денес беше во посета на општина Штип. Денеска потпишавме меморандум за соработка меѓу двете општини, каде имаме одлични можности да соработуваме, значи, на повеќе полиња. Во делот на образованието, спортот, културата, економијата, музиката, и верувам дека таа соработка ќе биде интензивна, затоа што имаме многу заеднички работи. Република Бугарија е членка на Европската унија, тие го веќе изодија патот и многу нивни искуства ќе ни помогнат и нам. Градоначалникот на бугарската општина пак истакна дека очекува со Штип заеднички да соработуваат во делот на искористување на средствата од ЕУ фондовите преку програмата за меѓугранична соработка. До сега имаме искуство и соработка со романските општини, со кои имаме реализирано проект во вредност од 5 милиони евра. Очекувам и со општина Штип да реализираме заеднички проект преку меѓуграничната соработка. Инаку, соработката со овој бугарски град датира од 2005 година, а со потпишувањето на меморандумот и Штип и Стражица се надеваат на поинтензивна соработка. Штип, благодарение на бањата Кежовица, се наоѓа на туристичката мапа на Македонија, но за привлекување на туристите не се доволни само лековитите води. Потребна е инфраструктура за пријатен престој и рекреација во што општина Штип постојано вложува.
Бањата Кежовица се повеќе станува интересна за гостите, односно туристите од внатрешноста и од страна. За ова придонесуваат подобрените услови за престој и користење на ова природно лечилиште, преку санација и реконструкција на дел од бањската инфраструктура. Градоначалникот на Штип, Захариев, најави дека после успешно завршената реконструкција на женското и машкото одделение, ќе се стартува со уредување на тушевите. Општина Штип ќе учествува 60% во таа инвестиција. Значи ние ќе дадеме некаде околу 30.000 евра со 20.000 франци, мислиме дека ќе ги направиме делот на тушевите на вистина по сите стандарди и конечно нашата градска бања ќе ги има сите елементи да луѓето кога ќе отидат тамо не само што ќе користат благодетите на природната, лековита вода, туку истовремено ќе имаат услови да отидат тамо, да им биде пријатно. Така да мислам дека со ова заокружуваме да е многу важен дел од нашиот град. Но ова не е крај во делот на вложувањата за целосна искористеност на постојните термални води. Во наредниот период да сме живи и здрави, изградба на 2 спа центри. Едниот ќе биде кај бањата Кежовица, а вториот ќе биде кај спортско-рекреативниот центар Брегалница, каде генерално таму ги продадохме парцелите и за 2 години ќе мора да никнат нови објекти. Со овие и претходните зафати, бањата Кежовица станува вистинско место за одмор и рекреација, за што говори зголемениот број на гости кои ги користат капацитетите за сместување. Во источниот регион на пригоден начин се одбележа Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа. По тој повод, делегација на Сојузот на борците и представници на локалната самоуправа од Штип се собраа пред алејата на народните херои, каде што свое обраќање имаше градоначалникот на Штип, примариус магистер Илчо Захариев. На тој датум генерал маршал Жуков, практично пред него германските генерали подпишаа безусловна капитулација. Само за волја на вистината, значи највеќе жртви даде тогашниот Советски сојуз на 20 милиони жртви. Потоа доаѓа Полска, па поранешна Југославија над 1,7 милиони жртви. Инаку само за ослободувањето на Берлин загина некаде околу 300.000 советски војници, руски војници и 300.000 германски војници. Европа беше претворена во рушевини. Во таа војна излекоа поука европјаните, со обединија и изградија и имаа денешната Европска унија. Македонскиот народ за време на НОП и револуцијата, соединет со братските југословенски народи, направи и го осети историскиот миг своја револуција. Направивме наша армија, наша војска, го искористивме тој историски миг да застанеме на правата страна. 4-годишната војна ни донесе слобода и направивме Република Македонија, денеска независна држава. Изградивме институции што денеска ги имаме. И пораката е нормално да го сочуваме тоа што го направија генерациите во периодот 41-44 година. Денес сме собрани овде пред споменикот на паднатите борци од Народно-ослободителната војна, по чест на одбележување на 71 година од победата над фашизмот и 9 мај, Денот на Европа. На денешен ден, пред 71 година, падна најголемото зло што му се закануваше на човечкиот род. Падна фашизмот како сила, како идеологија. Во тешко извојуваната слобода, животите ги загубија повеќе од 60 милиони луѓе. Од нив 24.000 биле македонци, а 153 биле делчевчани. Локалитетот Езерце во Пехчево добива нов лик. Во тек е реализација на втората фаза од проектот кој се реализира со средства од Агенцијата за подршка во земјоделството и руралниот развој во вредност од над 3 милиони денари. Рекреативниот центар Езерце во Пехчево добива нов лик. Проект преку кој граѓаните на општина Пехчево ќе добијат зелено катче во прекрасните борови предели над градот, а општината ќе добие нова понуда за развој на туризмот. Локалитетот, освен уредувањето на постоечкото езерце, содржи и парк со површина од 3,36 хектари, пешачки мостови, летниковци, детско игралиште, пешачка патека и жардинерии. Тоа е еден туристички комплекс во кој што можат и како понуда да го понудиме на туристите, можат нашите гости па и самите граѓани од општината да го посетат, да си направат еден убав викенд, еден пикник. Направено е со детско игралиште, содржини кои што постојано ги надградуваме и во моментот имаме и моментално и како општина работиме на дополнителни содржини на него. Вкупната инвестиција за проектот изнесува 3 милиони 423.905 денари, средства обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој и општина Пехчево.
Инаку, преку програмата за поддршка на руралниот развој во Пехчево досега се инвестирани околу 400.000 евра за вкупно 6 проекти, истакна заменик министерот Костадиновски, кој што деновиве направи увид на нивните градежни активности. Издвоени се вкупно околу 13,5 милиони денари од повикот од 2015 година, но сакам исто така да истакнам дека со претходниот оглас за неколку проекти, исто така изградба на неколку улици, патишта, уредување на туристички локалитети, за општина Пехчево беа издвоени околу 11,5 милиони денари, што значи дека вкупно некаде околу 25 милиони денари или околу 400.000 евра се одвоени од буџетот на Република Македонија преку програмата за рурален развој. Во втората фаза од проектот за рекреативниот центар Езерце е предвидено каскадно уредување на езерцето со подигање на нивото на постоечкото езерце и креирање на уште едно езерце со откоп од 2,5 метри, додека изведбата на насипот ќе биде со користење на природен вулкански камен, а околу езерцето ќе биде изградена и пешачка патека. Општина Штип започна со асфалтирањето на патот до штипското село Суво Грло во должина од 4 километри. Целата инвестиција е во вредност од 200.000 евра. Жителите на лакавичкото село Суво Грло, познато по сточарството, веќе нема да газат кал. Изграден е нов асфалтен пат во должина од 4 километри, со што се поврзуваат со магистралниот пат Штип-Радовиш. Во моментов се асфалтира улица, односно главната улица која што спојува регионалниот пат со селото Суво Грло во должина од околу 4 километра и со инвестиција од 3 милиони денари. Жителите задоволни од овој чекор на општината. Па транспортно највише, времето. Иначе патуваше се пола сат, 3 километри. Дори има временски услови, у непогоди дури си не може да патуваме по месец-два. Лошо беше. По 2 месеца не може да дојдеме тука. Сега добро е. По завршувањето на овој пат ќе се продолжи со асфалтирање на други патишта во останатите села во Штипскиот регион. Овие денови се очекува да почне асфалтирање во село Драгоево и во село Селце. Меѓутоа, во наредните денови, односно веќе во среда четвртак, се очекува да започне асфалтирањето и во населба Карорман, каде што инвестицијата е околу 3 милиона денари и ќе бидат опфатени сите оние улички каде што нема асфалт. Со песни, ора и обичаи се одржа третиот поред традиционален ѓорѓовденски фолклорен фестивал во Оризари. Годинава учество земаа фолклорни ансамбли од Бугарија, Србија и Македонија. Дефиле низ оризарските улици, концерт на фолклорни ансамбли од Бугарија, Србија и Македонија и традиционални ѓорѓовденски обичаи, биење млеко, подготовка на масло и ѓорѓовденски зелник. Вака беше одбележан фестивалот на традиционални ора и песни и ѓорѓовденски обичаи 2016. Благодарение на нашите вредни домаќинки, ние имаме околу 20 направено веќе зелници. На лице место ќе биде прикажано сукање на зелникот, на лице место ќе биде прикажано биење на млекото, правење матеница, правење масло. На фолклорната вечер учествуваа фолклорни ансамбли од Србија, Бугарија и Македонија. Со вашиот фолклорен ансамбл Љупчо Сантов соработуваме веќе 2 години. Ние доаѓаме кај вас и они кај нас. На овој меѓународен фестивал се представуваме со 2 песни што ќе ги отпее нашата пејачка група и со 2 ора. Вечерва се представуваме со игри од Босилиградските краеви и од југоисточна Србија. До сега 350 имам направено, тамбури, 100 манења и 10 примови од тие. Мислам за тамбурашки оркестри. Младите малку поретко може да се најдат за овие инструменти. После дефилето низ Оризари, фолклористите присуствуваа на изведувањето на ѓорѓовденските обичаи што се правеле во старо време. Станува збор за биење млеко, се подготвуваше масло, а фолклористите и гостите имаа ретка можност да уживаат во вкусните ѓорѓовденски зелници подготвени од повозрасните жители на Оризари. Ово е бутим, ово е чурилка, што се бие бутимот, се става пресно млеко, квасено млеко, кисело, се бие 2 сата. Се додава вода од бардачето, се добива матеница, го истураме во сад и добиваме најпосле масло, убаво масло за мачкање. Фестивалот заврши со песна и заедничко дружење и дегустација на традиционалните јадења.
Организатор на Ѓурѓовденскиот фестивал трета година поред е фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари со поддршка од локалната самоуправа на Кочани и Министерството за култура. Пехчево денес ги собра пензионерите од Истокот. Со песни, ора и игри од својот крај се надпреваруваат на 14-тата традиционална музичка ревија. Традицијата и фолклорот денес ги собра пензионерите од Истокот на 14-тата музичка смотра, чиј домакин беше Сдруженијето на пензионери од Пехчево. На дотичната средба се присутни Сдруженијата со своји изведувачи од првиот регион од источниот дел, тоест од Кочана, Виница, Македонска Каменица, Делчево, Берово и Пешчево. За самите учесници ова беше убава можност преку музиката луѓето од третата доба да им остават аманет на помладите дека традицијата и понатаму треба да се негува. Да, ние како пензионери од третата доба на својот живот да се малку разонодиме, а вториот дел за да шириме познанството и на друг начин да се запознаваме со таквите мали места како што е нашето мало градче Пешчево. Имаме група пензионерски хор и веќе постои 4 години, 4-та година како постои и сме многу горди на нашиот хор затоа што сме сите возрастни и сакаме во најубаво светло да си го представиме нашето Пехчево. Ревијален карактер е, не е толку битно како што е, важно се дружат луѓето, музицираат и ги преносат традициите на помладите генерации, може да чуат песни што никој пат не се слушани, на овој фестивал, на оваа ревија може да се чујат. Домакините пак беа децидни дека поголема туристичка промоција на Пехчево од ваквите настани не постои. Постои една мисла која што вели дека мудроста е во возрастните, а енергијата и креативноста и идеите се во младите. Јас тука само ќе се надоврзам на тоа дека денешнава средба е доказ дека енергија има уште во пензионерите и дека не попуштаат. И ова за Пехчево е убав настан, еден од културните настани кој што ќе направи една промоција за самото место, една промоција за туризмот и за местата туристички што ги нудиме во општината. Инаку денешниот настан кој се реализираше во рамки на републичката програма на Сдруженијето на пензионери на Македонија имаше и посебен повод, бидејќи се одбележува 70 годишниот јубилеј од пензионерското здружување во Македонија во годината кога Македонија одбележува 25 годишнина од своето осамостојување. Во Русија денеска се одбележува 71-та годишнина од победата врз Германија во Втората светска војна. Главната церемонија е војната парада во Москва, на која учествуваат над 10.000 луѓе и 150 војни возила авиони. Хитлеровата Германија го нападна Советскиот сојуз во јуни 1941 година. Во 4-годишната војна загинаа околу 20 милиони жители на Советскиот сојуз. Двајца египетски полицајци и тројца припадници на Исламска држава синоќа се убиени во престрелка во северниот дел на Синајскиот полуостров, пренесува МИА. Група терористи нападнале контролен пункт на египетските сили за безбедност. Египет беше преплавен од невиден бран на насилство по собрувањето од власт од страна на армијата на председателот исламист Мохамед Морси во јули 2013 година. Најкритична точка во земјата стана Северен Синај, каде нападите на джихадистите против војската и полицијата се секојдневие. Како резултат на тоа беа убиени стотици припадници на египетските сили за безбедност. Девет лица, меѓу кои 5 деца, загинаа во пожар во својот дом во рускиот грај Сухој Лог, јави ТАСС. Пожарот избувна околу полноќ во куќата во која живеело семејството и уште едно семејство кое престојувало кај нив. Пожарникарите успеале да го изгаснат пожарот 2 часа подоцна, успеале да спасат едно лице. Според првичните информации, пожарот избувнал поради неисправни уреди за затоплување. На 6 терени ширум истокот се одигра 20-тото коло од третата фудбалска лига Исток, коло во кое лидерот на табелата ја забележа најубедливата победа, совладувајќи го Осогово во Кочани со 5:0.
Тимот на Академија Пандев од Струмица, воедно и новиот шампион во третата фудбалска лига Исток, и од следната сезона ќе се надпреварува во втората македонска лига. Во останатите надпревари на кои беа постигнати дополнителни 14 гола, фудбалскиот клуб Брегалница Делчево со головите на Александар Георгиевски кој 2 пати стрелаше и Дарко Пешовски ги совлада Штипски баби со 3-0. Плачковица и Саса одиграа интересен извесен надпревар кој заврши без победник 2:2. Слога од Виница ја совлада Беласица со 2:0. Овчеполе со 2:1 беше подобар од Работник Лозово, додека тимот на Напредок Здравје славеше на гости кај Карбинци со 2:0. Викендот во Куманово се одржа 10-та средношколска спортска манифестација Гимназијада 2016. Во повеќе спортски дисциплини се надпреваруваа околу 1000 ученици од 60 училишта. На оваа гимназијада учество зеде и младата штипјанка Драгана Стојанова, која го освои првото место во фрлање ѓуле, со тоа што стана државен првак во оваа категорија, а со остварен резултат од 9,99 метри. Инаку Драгана Стојанова е и позната ракометарка, која што до неодамна играше за женскиот ракометен клуб Кожувчанка од Штип, а во моментот игра за ракометниот клуб Овчеполе од Свети Николе. Ова беше се во второто издание на Дневникот. Останете со програмата на Канал Плюс и проследете го и третиот Дневник. Пријатно!